Аладин и волшебната ламба. Одамна, многу одамна, во далечната кинеска земја живеел сиромашниот шивач Мустафа. Тој бил чесен и работлив човек, но одвај успевал да ја прехрани својата жена и малолетното дете со кое Аллах ги надарил по долгогодишен живот без деца. Пропаднат во работа од утро до мрак, таткото немал време да се грижи за сина си Аладин и тој растел на улица меѓу лоши другари. Кога поодраснал Аладин, татко му решил да го научи на занает и го зел кај себе во шивачницата. Но шивачкиот занает не го привлекувал момчето свикнато на слободен и распуштен живот и тоа само чекало погоден случај да ја фрли иглата и да избега кај другарите. По долги и напразни усилби да го вразуми синот и да го изведе на прав пат, Мустафа на крајот се разочарал, се разболел од тешка болест и набргу умрел. Останата без поддршка, мајката се зафатила да преде преѓа и да ја продава на пазар, за да спечали некоја пара за живење. Еден ден, кога си играл Аладин на улица, му се приближил некој скитник и го прашал дали случајно не го познава шивачот Мустафа. Да, шивачот Мустафа беше мој татко, но тој неодамна умре. Така ли? Изненадено извикал непознатиот и почнал да се туфка. Брате, прерано ти одлета душата кај Аллаха. Подобро јас да умрев, зашто си немам нигде никого на светов. Потоа, од збор до збор, Аладин разбрал дека туѓенецот му е брат на татко му и цели 40 години скитал по светот немил и недраг, додека не се нашол одново во својот роден крај. Откако накусо ја раскажал својата историја, туѓенецот извадил од една торба грст жолтици и му ги дал на момчето за да ги однесе на мајка си. Аладин веднаш се стрчал дома и раскажал на мајка си што се случило. Се замислила мајка му и се сетила дека Мустафа понекогаш го споменувал брата си кој бил одамна умрен. Тука мора да има некоја грешка, рекла старата жена и недоверливо одмавнала со главата. Но и другиот ден сини одново донел жолтици и рекол дека чичко му ветил дека вечерта ќе дојде нагости кај нив. И навистина, во вечерината, таинствениот чичко дошол со голема кошница полна разновидни јадења и пијалоци. Домакинката љубезно го пречекала и цела вечер гостинот надолго и нашироко раскажувал за своите необични патувања по Индија, Арабија, Персија, Египет и Африка. За време на разговорот, тој љубезно сакал да дознае како живее семејството на неговиот брат и изразил желба да го земе Аладин под своја заштита и да го направи трговец. Се израдувала кутрата мајка и со насолзени очи од благодарност го уверила гостинот дека сини ќе ги оправда вложените грижи за него. По неколку дни, добриот чичко го преслегол Аладин во нова облека и излегол со него на прошетка надвор од градот, таму каде што се издигале прекрасни палати, обкружени со цветни градини и бујни водоскоци. Долго оделе двајцата и си починувале крај водоскоците, потоа одново го продолжувале својот пат. Занесени во разговорот, Аладин и чичко му неусетно стигнале до една долина оградена со високи карпи. Сега ќе ти покажам такви чуда какви што ниеден човек нема видено, рекол чичко му. Ти само собери суви прачки за да завалам оган. Се спуштило момчето и донело цел нарамник суви прачки, па кога се запалил огнот, чичкото фрлил во него грст миризливи билки и изрекол некаква таинствена магија. Тука треба да кажеме дека туѓенецот не бил никаков брат на шивачот Мустафа и никаков чичко на Аладин, туку проочуен африкански магесник што го обиколувал светот за да им прави несреки на луѓето. Штом тој ја изговорил магијата, земјата вмиг се растворила и под огнот се покажала голема камена плоча со железна алка. Аладин се исплашил и летнал да бега, но магесникот го фатил и го удрил толку силно што од устата на момчето потекла крв.
Зошто си бегаш од среќата? Гневно извикал волшебникот. Под оваа плоча се кријат огромни блага. Ако ја подигнеш и влезеш во подземјето, ќе станеш господар на неброени богатства. Но затоа ќе треба да бидеш смел и да не отстапуваш пред никакви опасности. Аладин останал замаен од зборовите на магесникот и посегнал да ја крене плочата, која се покажала сосем лесна. Тој ја поместил настрана и пред себе догледал една скала. Таа скала водела кон длабокото подземје. Кога ќе слезеш долу, рекол африканскиот магесник, ќе видиш една отворена врата низ која се влегува во полутемна пештера. Пештерата е разделена на 3 пространи сали полни со големи златни садови. Кога ќе стигнеш на крајот од третата сала, ќе се најдеш пред една градина со столетни дрвја по чии што ветки се провиснати разнобојни плодови. Одејќи натаму ќе догледаш една запалена ламба, која ќе ја изгаснеш и ќе ја земеш со себе. Но треба да запаметиш само едно. Одејќи натаму не смееш да допираш до скапоцените садови и да кинеш од плодовите во градината. Тоа смееш да го сториш само на враќање. По тие зборови, магесникот го извадил златниот прстен што му бил на раката и му го дал на момчето, велејќи му при тоа дека прстенот ќе му помогне ако го снајде некаква несреќа. Без да се задржува, Аладин се спуштил во подземјето, ги минал 3 сали со златни садови и влегол во чудната градина. Меѓу дрвјето се извивала долга патека посипана со ситни камчиња и момчето тргнало по неа. Одело и најпосле стигнало до крајот на патеката каде што блескала како сонце една запалена ламба. Аладин се приближил до ламбата, ја разгледал од сите страни, потем ја изгаснал и откако го истурил горивото, ја бутнал в пазува. На враќање видел по гранките на дрвјата разновидни овошки, кристално светли, црвени, сини, зелени, кои се искреле со чуден блесок. Без да се досети дека тоа не се овошки, туку скапоцени камења, Аладин почнал да ги кине од гранките. Откако ја наполнил облеката и пазувата со чудниве овошки, тој се вратил при влезот на подземјето и гласно викнал. Чичко, помогни ми да излезам. Еве сега, се јавил магесникот, но пред тоа подај ми ја ламбата за да не ти пречи. Се обидел Аладин да ја извади ламбата, но таа била потисната од скапоцените камења во неговата пазува. Ке ти ја дадам штом ке излезам, одговорило момчето. Не, прво дај ми ја ламбата, заповедал магесникот. Така двајцата долго се расправали и се карале додека најпосле не се разлутил волшебникот, фрлил во огнот неколку билки и пак изговорил неколку магии. Плочата го скрила влезот на подземјето, чадот од огнот се разнел и целата долина го примила својот поранешен изглед. Африканскиот магисник си помислил дека Аладин сака да стане само тој господар на благото во подземната пештера и затоа решил да го погуби. Така несреќното момче потонало во студената темница на подземјето и долго викало за помош, но никој не му се одзвал. По едно време, откако изгубил веќе секаква надеж за спасување, тој скрстил раце за да му се помоли на Аллаха и без да сака го стиснал прстенот што му го дал магесникот. Одеднаш, длабоко од подземи се слушнал глас. Јас сум робот на прстенот што ти е на раката и готов сум да ја исполнам секоја твоја желба. О, незнаен благодетелу, зарадувано викнал Аладин. Помогни ми да излезам од оваа пештера. Во истиот миг земјата се растворила и тој одново се нашол во познатата долина. Во далечината се гледале куќите на неговиот роден град и Аладин тргнал натаму. Малаксано од глад и измореност, кутрото момче одвај се довлекло до дома и се строполило без свест пред нозете на мајка си. Откако си дошол на себе си и отворил очи, тој прошепутал со изморен глас. Мамо,
дај ми нешто да каснам, зашто умирам од глад. Мајка му донела јадење какво што имала и, откако каснал Аладин и ги раскажал своите патила од крај до крај, како африканскиот магесник го завлекол во долината, како таму завалил оган и земјата се растворила, како Аладин се исплашил и избегал, но магесникот го удрил и го намамил да влезе во подземната пештера. До доцна ноќ момчето раскажувало за своето необично доживување и на крајот ја извадило од пазува волшебната ламба и чудните плодови. Сиромашната собичка вмиг се осветлила од блесокот на разнобојните камења, но Аладиновата мајка не им обрнала никакво внимание, зашто никој пат немала видено такви скапоценности. Сполај му на Аллаха што те заштитил и не дозволил страшниот магесник да те погуби, извикала таа со насолзени очи. Следното утро Аладин се разбудил радосен и среќен што се спасил од сите маки и одново ја замолил мајка си да му даде нешто за јадење. Еве, сега ќе продадам малку преѓа и ќе купам леп, одговорила мајката. Но Аладин ја догледал ламбата што ја донел претходниот ден и рекол: Подобро да ја продадеме оваа ламба, зашто одвели ќе ни врши некаква работа. Мајка му се зафатила да ја чисти ламбата, но штом почнала да ја трие, собата се исполнила со бели облачиња дим, од кој се појавил еден грд дух. Јас сум роб на ламбава, рекол духот, и ги исполнувам сите желби на незиниот собственик. Кажи што сакаш. Донеси нешто за јадење, заповедал Аладин и духот веднаш ставил пред него еден огромен послужавник со највкусни јадења и пијалоци во сребрени садови. Мајката и синот се вчудо виделе од дарежливоста на непознатиот дух и веднаш седнале крај богатата трпеза. Откако се најале до наситка, мајката ги прибрала јадењата што останале, а Аладин зел еден од сребрените садови и го однел на пазар. Таму тој му го предложил садот на еден трговец. Колку сакаш за него? Прашал трговецот. Ти подобро знаеш колку чини, одговорил Аладин. Итриот трговец се досетил дека младичот не ја знае цената на својата стока, па затоа му дал една жолтица. Аладин пак си помислил дека добро го продал садот и задоволен се вратил дома. По неколку дни, откако ја потрошиле жолтицата, Аладин му однел уште еден сад на истиот трговец. Така, полека тој ги продал сите садови и големиот послужавник за кој добил 10 жолтици, зашто тежел колку 10 садови. Еднаш, откако пак зел еден сад за да го продаде, Аладин поминал покрај дуќанот на друг трговец, кој бил познат како добар и чесен човек. Штом го видел младичот, трговецот го викнал во дуќанот и му рекол: Ти, момче, често наминуваш на пазаров, но не доаѓаш кај мене. Ај покажи ми каква стока носиш. Аладин го извадил завитканиот сад во крпа и му го покажал на трговецот, велејќи му дека многу такви садови му продал на некој си трговец. По колку си ги продавал? Го прашал стариот златар, кој уште на прв поглед ја преценил тенката и скапа изработка на садот. По една жолтица од сад, одговорил младичот. Добро те ограбил проклетиот измамник, негодувал старецот и му објаснил на својот гостин дека еден таков сад вреди 50 жолтици. Тој веднаш му изброил 50 жолтици на Аладин и за воиднина му нарачал садовите да не ги продава другому, туку право нему да му ги носи. Од тој ден Аладин сребрените садови му ги продавал на стариот златар и набргу спечалил доста пари, така што тој и мајка му можеле богато да проживеат неколку години. Но и двајцата не го измениле својот поранешен скромен живот и мајката продолжувала да работи и да преде преѓа како и порано. Во тоа време Аладин ја поминувал момчешката возраст и станал силен и убав јунак.
Тој се спријателил со највидните и најбогати трговци и наскоро ги совладал сите поединости на трговскиот занает. Научил да распознава која стока е добра, а која лоша, можел да определи колку чини оваа или онаа скапоценост. Аладин сватил дека плодовите што ги донел од подземната градина не се прости стаклени топчиња, туку вистински брилијанти, смарагди, рубини и сафири. Ја проценил вредноста на тоа благо, но никому не кажал ни збор. Еден ден, додека минувал низ градот, го пресретнал еден султанов гласник кој разгласувал низ улиците дека треба да се затворат сите врати и прозорци и луѓето да се приберат дома, зашто принцезата Бадрулбудура ќе одела на бања. Предупредувањето, место да го натера Аладин веднаш да си отиде дома, предизвикало во него силна желба да ја види принцезата без вереџе. Без да размислува многу, младичот решил да се скрие зад вратата на бањата и таму да го дочека доаѓањето на султановата керка. Наскоро од блиската уличка се задала долга колона робинки и евнуси на чело со самата принцеза. Кога наближила до вратата на бањата, принцезата Бадрулбудура го отфрлила фереџето и си го открила лицето. Многу приказни за невидени убавици имал слушнато Аладин, но толку убава девојка како султановата керка не можел да си замисли. Бадрулбудура била висока и стројна, со крупни црни очи и црномурно лице, а насмевката ѝ ги откривала белите како бисер заби. Принцезата влегла во бањата, но Аладин и не се поместил од местото, замелушен од незината убавина. Најпосле, кога си дошол на себе, тој се вратил дома и цела вечер останал молчелив и замислен, без да го допре јадењето што мајка му го ставила пред него на маса. Така ја поминал тој ноќта со отворени очи, смаен од блескавиот лик на прекрасната Бадрулбудура. Што туку се зазорило, младичот не можел да издржи и раскажал на мајка си за неочекуваната средба со принцезата и за незината занесна убавина. Цела ноќ, мајко, мислев и премислував и најпосле решив ти да појдеш кај султанот и да ја посакаш керка му за моја жена, рекол синот. Што зборуваш? Исплашено извикала мајка му. Па ти си син на сиромашен шивач, а таа е керка на султанот. Ако не се оженам за неа, ќе умрам, настојувал синот. Оди, мајко, кај султанот и не оставај ме да умрам од мака. Немало што да се прави. Мајката била принудена да отстапи пред молбите и уверувањата на својот единец и се согласила да оди во дворецот. Но како да се појави таа пред султанот со празни раце? Штом ќе ја посака керка му за снаа, според обичајот, таа ќе треба да однесе некои скапи подароци. Некако ќе се отстрамиме, ја успокоил синот. Јас ќе му подарам на султанот такви блага какви што тој никогаш не видел. Аладин донел еден златен сат, што го имал добиено од порано од духот на волшебната ламба и го наполнил со скапоцените камења од подземната градина. Заблескале брилијантите, растреперено се лееле разнобојните одблесоци на рубините, смарагдите и сафирите. Се променила мајката во нова облека, го зела златниот сад, го замотала во бело платно и се упатила кон султановиот дворец. По тоа време султанот, великиот везир и дворските советници биле собрани на советување, па затоа Аладиновата мајка требало да почека во едно широко предсобје. Кога завршило советувањето, султанот излегол во предсобјето, но додека старата жена да му се представи, тој се повлекол во своите одеи и веќе не се појавил. За големо огорчување на синот, мајката си дошла дома без да ја исполни неговата порака. Таа одвај го дочекала утрото и одново се упатила кон дворецот со златниот сад в раце, но и овој пат немала среќа, зашто отишла во ден кога не примале и вратите на дворецот биле заклучени.
Уште 6 пати напразно одела мајката во дворецот, додека најпосле султанот, мазнејки си ја брадата, не му рекол на великиот везир: "Веќе неколку дни една жена смирено седи во предсобјето и нешто држи в раце, завиткана во крпа. Што ли ја тера да доаѓа ваму?" "Сигурно е некоја питачка дојдена да ви се пожали и да ве обеспокојува со своите молби, ваше величество," објаснил великиот везир. "Не ми изгледа како питачка," одговорил султанот. "Доведи ја утре кај мене да видиме во што е работата." На другиот ден, кога ја догледал непознатата гостинка, великиот везир се доближил до неа и ја поканил да влезе во салата за собранија. Старата жена срамежливо пристапила до златниот престол и ничкум паднала пред семојниот падишах. "Биди озарена од милоста на Аллаха," ја благословил султанот и ја натерал да стане. "Кажи ми, благородна сестро, зошто си дојдена кај мене и со што можам да ти помогнам?" "О, благороден господаре," рекла жената и смирено се поклонила. "Се плашам да не те разгневам ако ти ја искажам мојата нескромна желба." Султанот помислил дека гостинката сака да му довери некаква тајна, па затоа им заповедал на своите советници да излезат, задржувајќи го само везирот. "Готов сум да те ислушам," рекол тој кога во салата останале само тие тројцата. Тогаш, со збркан и растреперен глас, мајката му ја открила на султанот силната желба на својот син, кој сакал да се ожени за ќерка му Бадрулбудура. Старата жена објаснила дека кутриот младич ќе умре од мака ако не му се исполни желбата и дека како мајка таа решила да се јави кај благородниот и милозлив господар и да го замоли да и го спаси единецот. Наместо да се разлути од тој дрзок предлог, султанот со разбирање одмавнал со глава и ја прашал жената што држи во рацете, а таа без да проговори го одвиткала златниот сад и го спуштила пред неговите нозе. Заслепен од искричавиот блесок на скапоцените камења, белокосиот падишах се свртал кон везирот и му шепнал на уво: "Јас мислам дека младичот што го испраќа овој подарок може да ми стане зет." Но великиот везир одамна сакал да го ожени својот син за принцезата Бадрулбудура, та затоа и тој шепотејки го посоветувал султанот да не избрзува со своето решение и да не ја ветува ќерка си на непознат младич. "Може би ќе се јават подостојни кандидати што ќе донесат уште поскапи подароци," рекол тој. Султанот го послушал советот на везирот и рекол на старата жена: "Твојот син ќе треба да почека 3 месеца додека да ја приготвам спремата на ќерка ми. До тогаш Аллах нека бдее над нашите добри намери." Задоволна и срекна од зборовите на султанот, мајката побрзала да си отиде дома за да го израдува сина си со убавата вест. Аладин навистина се почувствувал како најсрекниот човек на светот и со нетрпение почнал да ги брои дните до свадбата со прекрасната Бадрулбудура. Едно попладне, кон крајот на вториот месец, Аладиновата мајка отишла на пазар и мошне се изненадила кога видела дека дуќаните се затворени, а куќите се украсени со цвеќиња и знамиња. По улиците се шетале коњаници со нагиздени коњи. "Каков празник е денес?" прашала таа еден познат трговец што минувал случајно покрај неа. "Зар ти не знаеш дека вечерва султанот ја жени ќерка си Бадрулбудура за синот на великиот везир?" одговорил трговецот. "Принцезата отиде на бања и сега стражата ја чека да излезе за да ја одведе свечено во дворецот." Старата жена веднаш истрчала дома и уште од прагот зазбивтано извикала: "Султанот не излага! Вечерва целиот град се готви да ја празнува свадбата на ќерка му со синот на великиот везир." Како оштар нож се забила веста во срцето на кутриот Аладин, но тој брзо се совладал, влегол во својата соба, ја зел волшебната лампа и ја протрил. Духот се извил од белите облачиња дим и извикал:
Јас сум роб на оваа ламба и ја исполнувам секоја желба на нејзиниот господар. Еве каква е мојата молба, рекол Аладин. Вечерва султанот ја жени керка си Бадрулбудура за синот на великиот везир. Кога младоженците ќе се приберат во својата соба и ќе заспијат, крени ги со се кревети и пренеси ги тука. Духот исчезнал, а Аладин се притаил во исчекување да види што ќе се случи. Свадбарската веселба продолжила до доцна во ноќта и по едно време гостите почнале да си одат. Се повлекле и младоженците во приготвената за нив спална и точно кога се занесувале в сон, духот ги грабнал со се кревет и ги пренел во сиромашната куќа на Аладин. Земи го младоженецот и затвори го во трлото што е во дворот, а утре рано врати го во креветот и одново однеси го со жена му во дворецот, заповедал Аладин. Духот го кренал синот на везирот и го затворил во трлото. Штом останал насамо со принцезата, младичот ја признал својата голема љубов и почнал да ја уверува дека е готов да умре за неа. Но султановата керка не разбирала ништо и мислела дека сонува. Цела таа ноќ око не склопила и се очекувала нешто лошо да се случи. Не подобро ја поминал ноќта и синот на везирот, кој измрзнат и исплашен, взори се нашол во постелата на жена си. Кога се разденило сосем, духот одново ги пренел младоженците во султановиот дворец. Тие не можеле да сватат што се случува, бидејќи не го гледале духот и не му го слушале гласот, а само со ужас забележувале дека креветот им се движи и ги ниша како во лулка. Кога сонцето со своите зраци го осветлило дворецот, султанот отишол да ги посети младите сопружници и да им пожела добро утро. Но синот на везирот го насетил уште пред да влезе тој во спалната и избегал засрамен и премрзнат во соседната соба. Како и секогаш, таткото ја бакнал керка си во челото и ја прашал како ја поминала ноќта. Бадрулбудура не рекла ништо и од натажените очи и потекле солзи. Без да ја распрашува повеќе, стариот султан си излегол незадоволен и пообрзал со жена си да ја сподели лошата расположба на принцезата. Загрежената мајка веднаш се стрчала во спалната и навистина ја видела Бадрулбудура со пребледено лице и со уплакани очи. "Што ти е, мила керко, да не си болна?" Исплашено извикала султанката. Мајко," воздивнала керката. "Кога би знаела што ми се случи ноќеска, косата би ти се кренала од ужас." Бадрулбудура и раскажала на мајка си како ноќта некаква невидлива сила им го однела брачниот кревет во една сиромашна собичка, каде што ја одделиле од нејзиниот сопруг, а на негово место довела некаков непознат младич кој рекол дека ја сака повеќе од се на светов и е готов да умре за неа. На разденување истата невидлива сила ги вратила младоженците во креветот и одново ги пренела во дворецот. Кога ја слушнала оваа неверојатна приказна, мајката си помислила дека Бадрулбудура се поместила од умот и рекла: "Добро си сторила што не си му рекла ништо на татко ти. Ти се молам, немој да им зборуваш и на другите за ова, зашто ќе помислат дека си луда." "Ако не ми веруваш мене, тогаш прашај го маш ми," настојувала принцезата. "Ќе го прашам," рекла мајката. "А сега приготви се да се појавиш пред народот кој те очекува на градскиот плоштад и уште неколку дни ќе ја празнува твојата свадба." Султанката им наредила на робинките да ја променат керка и во најскапа облека и да ја изведат на плоштадот. Кога Бадрулбудура се појавила, на собраниот народ ја пресретнал со радосни извици, среде удирање на тапани и свирење на зурли. На враќање кон дворецот, мајката на невестата се приближила до зедот и го прашала дали е вистина она што го блада керка ѝ. Синот на везирот се престорил дека не ја разбира и ја замолил да му објасни што сака да каже. "Си марморамете така за да се најдам на работа.
Весело одговорила султанката, сваќајќи дека зети ништо не знае. И додека веселбата продолжувала, подигривите звуци на тапаните и зурлите, а мракот се осветлувал од разнобојните огнови и ракети, Аладин го повикал духот на волшебната ламба и му заповедал да ги доведе видните сопружници веднаш штом ќе заспијат. И чудото се повторило. Младоженците се прибрале во спалната и што туку ги затвориле очите, духот ги кренал и ги пренел во Аладиновата соба. И синот на везирот одново морал да се тресе во студеното трло, а пред керката на султанот одново се јавил чудниот младич од минатата ноќ. Взори сопружниците, се така исплашени, се нашле во дворецот. Но овој пат султанот веќе без друго решил да ја дознае тајната и затоа и се заканил на керка си дека ќе ја отсече главата, ако таа не му каже што се има случено. Тогаш Бадрулбудура со солзи во очите му раскажала на татка си за своите необични доживувања во последните 2 ноќи. Откако разбрал што доживува неговата кутра керка, султанот почнал да ја милува и долго се мачил да ја смири. Потоа тој се прибрал во својата соба и го викнал великиот везир. Прашај го сина ти што му се има случено ова и минатата ноќ, за да разбереме дали е точно ова што ми го расправа керка ми, рекол султанот кога кај него се јавил везирот. Великиот везир го пронашол сина си и му ја соопштил желбата на падишахот. Да, овие 2 ноќи се случија чудни работи, збркано признал синот. Принцезата му ја открила на татка си вистината, но незините маки не можат да се споредат со моите, зашто јас истрпев невидени понижувања. Откако ги раскажал до ситница преживеаните страдања и навреди, везировиот син му рекол на татка си да го замоли султанот да го поништи неговиот брак со Бадрулбудура, зашто во спротивно ништо добро не ги чека во иднина и обајцата. За да го спаси сина си од натамошни понижувања и маки, великиот везир отишол кај султанот и без заобиколување му раскажал како стојат работите, па го замолил да го поништи бракот за доброто и спокојството на самата принцеза. На падишахот му се допаднал предлогот и веднаш заповедал да се прекинат сите свадбарски веселби. Луѓето се зачудили и почнале да се прашуваат што се случило и секакви гласови почнале да кружат низ градот. Само Аладин ја знаел вистинската причина и тајно ја благословувал волшебната ламба. Во тоа време настапил и последниот ден од 3-тиот месец и нестрпливиот младич ја испратил мајка си во дворецот за да го потсети султанот за даденото ветување. Кога ја догледал Аладиновата мајка, стариот владетел се доближил до неа и ја прашал што дошла толку рано. Милостив господаре, одговорила старицата. Дозволи ми да те потсетам за ветувањето со кое ти пред 3 месеци го израдува мојот син Аладин. Денес е последниот ден од 3-тиот месец. Тогаш султанот се сетил за златниот сад со скапоцените камења и за ветувањето што го дал тогаш. И бидејќи не знел како да се извлече од незгодната положба, се обратил кон великиот везир и го прашал што да прави. Посакај од сина и такви подароци какви што тој не ке може да ти даде, го посоветувал везирот. Тогаш водачот на правоверните го збрчкал челото и со длабока замисленост рекол: Мојот збор не се враќа, и што сум ветил, тоа и ќе биде. Но ќерка ми е свикната на богат и безгрижен живот. За да ја придобие незината љубов и да ја направи среќна, Аладин ќе треба да испрати 40 златни садови со исто такви скапоцени камења, какви што донесе ти неодамна. Тие подароци треба да ги поднесат 40 црни робови, придружувани од 40 бели, убави јунаци. Пренеси му ги на синат и моите услови и јави ми дали ги прифаќа. Се натажила мајката од алчноста на султанот, зашто знаела дека Аладин повторно нема да слегува во магепсаната градина и не ќе може да ги испрати бараните блага.
Но Аладин не се избркал од барањето на падишахот и ја испратил мајка си на пазар да купи нешто. Току што излегла таа, Аладин го викнал духот на волшебната ламба и го замолил да му помогне. Султанот е согласен да ја ожени ќерка си за мене, рекол младичот. Само ако јас му испратам 40 златни садови со скапоцени камења, кои треба да бидат однесени во дворецот од 40 црни робови, а робовите да бидат спроведувани од 40 бели убави јунаци. Ти се молам, помогни ми да се оженам за султановата ќерка. Аладин не стигнал ни да ја доискаже докрај својата желба, а дворот на нивната куќа се наполнил со црни робови од кои секој на главата носел огромен златен сад со елмази, рубини, смарагди и сафири. Покрај црните робови се движеле убави млади јунаци облечени во најраскошни облеки. Во тоа време Аладиновата мајка се вратила од пазар и останала вчудовидена кога го видела разнобојното мнозинство во нивниот двор. Но сини не ја оставил долго да се чуди и ја замолил да ги одведе собраните робови во дворецот. Се наредиле робовите во долга колона и до секој црн роб се исправил бел младич. И така наредени во 2 колони, пратениците се упатиле кон султановиот дворец за чудо и прикажување на минувачите, кои надоаѓале од сите страни и се буткале да ја видат оваа необична поворка. Кога робовите и нивните придружници стигнале во дворецот, Аладиновата мајка се доближила до султанот и поклонувајќи се доземи му рекла: Семоќен господаре, подароците што ти ги испраќа син ми не можат да се споредат со добрините на прекрасната Бадрулбудура, но сепак Аладин се надева на твојата добродушност и верува дека ти ќе го исполниш своето ветување. Долго стоел султанот како магипсан пред златните садови со скапоцени камења, додека најпосле, кога се созел, го прашал великиот везир: Си видел ли некогаш вакво богатство и мислиш ли дека младичот што ми го праќа ова заслужува да се ожени за ќерка ми? Да, одговорил везирот. Тој младиш заслужува да стане твој зет, што ме собственик на такви непроценливи блага. По овие зборови на великиот везир, сите советници и дворјани со одобрување кимнале со глава и султанот и рекол на Аладиновата мајка: Кажи му на сина ти уште денес да дојде во дворецов, за да го извршиме венчалниот обред. Со преисполнето срце од среќа, старата жена бргу се вратила и му соопштила на синот дека султанот го чека во дворецот. Аладин сиот пламнал од радосна возбуда и веднаш го повикал духот на волшебната ламба. Работата е вред, весело извикал младичот. Приготви ми ја сега најблескавата царска облека, но пред тоа одведи ме в бања за да се искапам како што прилега на султански зет. Духот го грабнал Аладин и го пренел во една раскошна бања со мермерни базени. Од устите на златни чудовишта бликале потоци миризлива вода, а од таванот многубројни ламби ја прскале својата обилна светлина. Штом се нашол во бањата, одеднаш го обкружиле невидливи слуги, го соблекле и почнале да го капат. Откако убаво го искапиле и му го намачкале телото со миризливи масла, слугите го промениле во облека сета исткаена од злато и духот го вратил дома, прашувајќи го дали сака уште нешто. Доведи ми еден бел конј, натокмен со скапоцени накити и 40 богато облечени слуги, од кои 10 да одат пред мене, 10 зад мене, 10 од едната страна до мене и 10 од другата страна. Ке треба и толку робинки кои ќе ја променат мајка ми како царица и ќе ја придружуваат до дворецот. Приготви ми и 40 торби жолтици за да му фрлам на народот. Само по еден миг во дворот на Аладиновата куќа како одземи се појавиле бараните слуги и робинки и, кога биле завршени сите подготовки, сватовите се упатиле кон домот на султановата ќерка. Качен на бел конј на чело одел Аладин, сиот напнат и убав како принц од далечна земја, а робинките што ја придржувале мајка му
влево и вдесно фрлале шепи жолтици. Народот ги собирал парите и со радосни извици го поздравувал среќниот свршеник. Штом Аладин стигнал пред дворецот, однатре излегле да го пресретнат со најголеми почести сите дворјани и великодостојници. А стариот султан, посебно воодушевен од царскиот изглед на младоженецот, слегол 3 чекори од скалата и татковски го прегрнал. Потоа тој го одвел Аладин кај престолот и го поканил да седне меѓу него и великиот везир. Благороден господаре, прости ми за дрскоста што се осмелив да ја побарам за жена блескавата Бадрулбудура, но ако ти не ме удостоиш со честа да ме примиш за свој зет, јас ке умрам од мака. Возбуден од срдечниот излив на чувства, султанот го прегрнал Аладин и му рекол: Твојот живот, синко, е многу скап за мене и јас ке сторам се што е можно за да го сочувам. При овие зборови белокосиот владетел мавнал со рака и наоколу се разнеле звуците на свечена музика. Истовремено тој станал од престолот и го одвел младичот во празничната сала, каде што била поставена богата трпеза. Откако се најале и се напиле по-царски, султанот го викнал кадијата и го натерал да го состави брачниот договор на керка му Бадрулбудура со Аладин. Потоа тој го прашал зета си дали сака веднаш да ја празнуваат свадбата. Јас не би чекал ни еден миг, но пред да се оженам сакам да изградам дворец достоен за Бадрулбудура, кој ќе биде блиску до живеалиштето на незините мили родители, рекол Аладин. Така нека биде, се согласил таткото. Тука има многу слободни места. Одбери си кое ти се допаѓа и колку побргу ќе направиме свадбата, толку подобро ќе биде. Поттикнат од неиздржливиот копне што поскоро да се ожени за султановата керка, Аладин се вратил во својата сиромашна куќарка, ја протрил волшебната ламба и кога се појавил духот му рекол: Досега ти ги исполни сите мои желби и јас многу сум ти благодарен. Се надевам дека и овој пат нема да откажеш да изградиш за мојата идна жена Бадрулбудура таков дворец каков што досега уште никој не видел. Откако го рекол ова Аладин, преку прозорецот го покажал местото на изградбата, си легнал и заспал. Изутрината, уште взори, духот го разбудил и му рекол: Господаре, дворецот е готов. Дојди да видиш дали ќе ти се допадне. Духот го кренал младичот и летнал со него во новиот дворец. Гледал Аладин и не можел да се начуди. Накаде и да се свртел блесок и невидена дотогаш убавина му ги заслепувале очите. Тој го обиколил целиот дворец, поминал низ сенчестите градини од чиишто водоскоци бликала чиста вода, дзирнал во конјушницата каде што тенконоги игриви жребци нестрпливо удирале со копита. Ризницата била полна со торби жолтици, а безбројни слуги се сновеле низ раскошните сали, завршувајќи ги подготовките. Замелушен останал Аладин од огромната сала на горниот кат на дворецот, која гледала на сите 4 страни со 24 прозорци, чии рамови биле украсени со скапоцени камења. Вакво чудо нема никаде во светов, возбудено извикал Аладин. Само нешто недостига. Од султановиот дворец дотука ќе треба да се постеле килим по кој ќе минува принцезата Бадрулбудура. Уште не се доискажал кога меѓу двата дворца се истегнал долг мек килим извезен со разнобојни шари. Кога изгреало сонцето, Аладин се вратил дома, а пред новиот дворец почнал да се трупа илјаден народ и замаено да го разгледува тоа невидено чудо. Веста за ненадено поникнатата зграда допрела и до ушите на султанот, но тој воопшто не бил изненаден, зашто знаел дека неговиот иден зет располага со неброени богатства и за една ноќ може да изгради каков што сака дворец. И така, откако ги привршил сите подготовки за свадбата, Аладин ја испратил мајка си да ја доведе невестата, бидејќи така налагал обичајот,
а тој самиот се исправил во исчекување пред вратата на новиот дворец, обкружен од придружбата и слугите. Не минало многу време кога оддалеку се задала поворка на чело на која оделе султановата керка и Аладиновата мајка. Поворката што минала по мекиот килим и наближила до дворецот, Аладин се одделил од својата придружба и ја пресретнал невестата со длабок поклон, велејки ѝ: Принцезо, да биде благословена твојата блескава убавина која го зароби моето срце и го осветли со неизгаслива светлина. Добре дошла, долгоочекувана домакинко, во мојов дом. Господаре мој, одговорила принцезата, јас ја исполнувам волјата на татко ми и нема крај мојата радост што ќе бидам твоја верна сопруга, зашто ти ми личиш на оној младич што ми се јави насон и ми се заколна со вечна љубов. Потоа Аладин нежно ја бакнал в чело Бадрулбудура, ја фатил подрака и ја внел во празнично приготвената трпезарија. Срекните младоженци седнале крај богатата трпеза, сета украсена со цвеќиња и блескава од златни садови, кристални чаши и снежно бели покривки. Кога Аладиновата мајка го зазела определеното за неа место на трпезата, спретни слуги и робинки почнале да принесуваат највкусни јадења, сладки и пијалоци. Истовремено волшебна музика ја нарушила празничната тишина на салата. Гоштевањето продолжило до доцна во ноќта со веселби и забави во кои учествувале искусни жонглери и вити танчарки со змиска извиеност во ставата. Одвај кон полноќ младоженците ја напуштиле салата и се прибрале во приготвената за нив спална. Утредента Аладин тивко се извлекол од леглото за да не ја разбуди Бадрулбудура, облекол уште поубава облека, го јавнал на игривиот ждребец и отишол кај султанот да го покани на гоштевање заедно со великиот везир и поугледните дворјани. Султанот со задоволство ја прифатил поканата и се упатил со својата придружба кон Аладиновиот дворец. Бидејќи новиот дворец бил наблизу, султановата свита бргу стигнала таму. Стариот падишах зачудено ја разгледувал градбата, се запирал на секој чекор, љубувајќи им се и на најмалите ситници. Откако ги разгледал сите катчиња на дворецот, тој забележал дека едниот од 24 прозорци во салата на горниот кат не е довршен. Зошто останал недоправен прозорецов? Незадоволно го прашал тој зета си. Намерно го оставив недоправен, за да те замолам да ми помогнеш, така што и ти да учествуваш во изградбата на дворецов, одговорил Аладин. Ти благодарам за честа што ми ја укажуваш, рекол султанот и му заповедал на великиот везир да најде искусни златари за да го довршат прозорецот. Потоа сите влегле во големата сала за гоштевка, сместувајќи се крај раскошната трпеза. Дошли младоженците со озарени лица од среќа. Засвирела волшебна музика, се стрчале слугите и надпреварувајќи се почнале да носат од вкусни повкусни јадења. Задзвечкале за здравица кристални чаши, почнал невиден пир. На другиот ден викнатите златари се јавиле кај султанот и тој ги одвел да го видат недовршениот прозорец во новиот дворец. Мајсторите долго ги разгледувале чудните прозорци посипани со бесценети камења, ги мереле и ги споредувале и најпосле главниот дворски златар му изјавил на падишахот дека од никаде не можат да најдат такви скапоценности и материјали за довршување на прозорецот. Дојдете во мојата ризница и одберете си што ви е потребно, им рекол султанот на златарите, мислејќи дека неговите скапоцени камења ќе бидат доволни. Но работата се одвивала многу бавно и тешко. Скапоценности не достигале, така што требало да се земат скапоценостите од везирот и од другите дворјани. Аладин, кој уште од почетокот знаел дека султанот се запатил со работа што не е кадарен да ја сврши, најпосле ги собрал мајсторите и ги натерал да растурат се што било направено, а скапоценостите да им ги вратат на нивните сопственици.
Златарите за неколку минути го уништиле она што било направено со долга и упорна работа и натажени отишле кај падишахот кому се му раскажале. Вчудовиден од тоа несватливо самоволие на зетот, султанот заповедал веднаш да му го приготват конјот, за да отиде и самиот со своји очи да види што се случува. Во тоа време, по молба на Аладин, духот на волшебната ламба го довршил прозорецот и го украсил исто како и другите прозорци, со најблескави и ретки елмази, смарагди, рубини, аметисти, тиркизи и сафири. Кој го направи ова чудо? Изненадено извикал стариот владетел откако го догледал прозорецот што разнобојно се прелевал на светлината. Аладин му објаснил дека тоа е дело на неговите мајстори, а султанот бил многу задоволен и му се заблагодарил на Аллаха што го надарил со таков славен зет. Минале неколку години. Аладин живеел спокојно и среќно почитуван и сакан од целиот народ поради својата добродушност и штедрост. И тој и во иднина ќе му се радувал на својот чесен живот ако африканскиот волшебник не се сетил за него. Од првин магесникот мислел дека Аладин загинал во подземјето, но потоа се посомневал момчето да не ја открило тајната на волшебната ламба и преку нејзината сила да дошло до голема благосостојба. Обземен од тоа сомневање, злобниот волшебник се зафатил со бајање и гатање додека на крајот не одгатнал дека Аладин е жив и здрав и дека се оженил за султановата керка. Кога го дознал тоа, магесникот побеснел од завист и гневно извикал: Како е можно синот на некој си беден шивач да стане зет на султанот, благодарение на волшебна ламба, која треба да ми припаѓа мене? Чекај, ќе го научам јас. Африканскиот магесник јавнал еден силен коњ и тргнал да го бара Аладин по градови и села. Деноноќно патувал додека најпосле не стигнал во Кина. Одседнал во една гостилница и легнал да си почине од далечниот пат. Следниот ден магесникот станал рано и отишол во блиската кафејана со намера да разбере нешто за Аладин. Си нарачал чаша студен шербет и ги наострил ушите за да слушне што зборуваат луѓето околу него. Како што го пиел шербетот, некој заприкажал за Аладиновиот дворец и сите што го слушале почнале да се воодушевуваат и да ја преувеличуваат необичната градба. Каков е тој дворец за кој се искажуваат такви пофалби? Прашал магесникот. Ти треба да не си овдешен, штом не знаеш ништо за Аладиновиот дворец, одговорил еден од соговорниците. Да, јас доаѓам дури од далечна Африка, докаде уште не стигнала таа вест. И од збор на збор, африканскиот магесник дознал каде се наоѓа дворецот и како може да стигне до него. Преправајќи се дека веќе не го интересира живеалиштето на принцот, магесникот излегол од кафејаната и веднаш се упатил кон чудната зграда. Штом дошол дотаму, тој внимателно го разгледал дворецот и веднаш се уверил дека таа градба може да се изгради само со помошта на волшебната ламба. Но каде е сега ламбата? Ете што го вознемирувала и го возбудувало магесникот. Тој одново потонал во бајање и открил дека волшебната ламба се наоѓа во дворецот. Да, таа мора да биде моја, извикал африканскиот магесник и решил со итрина да ја грабне ламбата. Во тоа време пак Аладин бил на лов и ќе отсуствувал неколку дни. Откако разбрал дека тој не е во градот, магесникот отишол на пазар, купил цел куп нови и убави ламби, ги ставил во една голема кошница и тргнал по улиците да ги продава. Нови ламби давам за стари, нови ламби давам за стари, викал тој, а луѓето го гледале зачудено и мислеле дека не е токму со умот, зашто не можеле да сватат дека човек со здрав разум може да менува нови работи за ветви. Откако го обиколил градот и се изнавикал, придружуван од закачките на уличните деца, неговата викотница дошла до ушите на принцезата Бадрулбудура и таа испратила една робинка да разбере каква е таа врева.
Еден луд човек разнесува полна кошница нови ламби и ги менува за стари, па сите му се смеат, и соопштила робинката кога се вратила. Така ли? Се јавила една друга робинка. Ами и ние имаме една стара ламба што се тркалка на таванот и не ни служи за ништо. Ајде да ја земеме и да ја смениме за нова. Таа ламба била истата волшебна ламба што правила чудеса. Кога одел надалеку, Аладин ја клавал на таванот, сметајки дека таму во правот е на сигурно место и никој нема да ја најде. И сега, без да знае каква сила крие во себе волшебната ламба и колку е таа скапоцена за Аладин, Бадрулбудура ја послушала робинката и му нарачала на еден од евнусите да ја симне од таванот и да ја замени со нова. Алчно светнале очите на африканскиот магесник кога од спротива му се нашло со години бараното благо. Тој бргу ја грабнал ламбата и ја скрил во пазува, а евнухот од кошницата ја одбрал најблескавата ламба и задоволен ја однел во дворецот. Откако дошол до волшебната ламба, злобниот волшебник незабележано се извлекол од градот и приквечер стигнал до еден честар. Тој седнал на земја, ја извадил ламбата од пазува и ја затрил со растреперена рака. Веднаш се појавил духот среде бели облаци дим и рекол: Јас сум робот на оваа ламба и ја исполнувам секоја желба на незиниот господар. Ти наредувам веднаш да го кренеш Аладиновиот дворец и да го пренесеш во Африка, извикал магесникот. Духот исчезнал и само по неколку минути дворецот на Аладин, заедно со сите жители во него, бил пренесен во Африка, каде што се нашол и самиот магесник. Туку да се вратиме кај стариот султан и да видиме што станало со него кога утредента се разбудил и погледнал од прозорецот на својата спална. Што е ова? Зачудено свикал тој откако погледнал кон Аладиновиот дворец, каде што место него догледал само празно место. Туф, се затувкал султанот и почнал да ги повикува напомош сите светци и пророци. Дотрчан на повиците, великиот везир попусто се мачел да го успокои. Дворецот, исплашено повторувал падишахот и со рака покажувал низ отворениот прозорец. Великиот везир, кој мош не го мразел Аладин затоа што му го изместил синот и што му станал зет на султанот, решил да се одмазди па рекол: Господаре, за се е виновен Аладин. Тој е заробеник на злите сили и се занимава со волшебништво. Ах, измамник! Ах, проклет злосторник! Доведете го да му ја пресечам главата! Викнал избезумен од лутина султанот, па заповедал веднаш да го пронајдат зетот и окован во вериги да му го доведат. Вооружени коњаници се впуштиле да го бараат Аладин и наскоро го пронашле во една шума. Молам, господаре, рекол поклонувајќи се началникот на стражата. Неговото величество е натажено твоето отсуство и не прати веднаш да те одведеме во дворецот. Без да насетува нешто, Аладин се придружил кон коњаниците што го чекале и тргнале кон престолнината. Кога стигнале пред градските порти, началникот на стражата му се приближил и рекол: Принцу, дозволи ни да те оковаме во вериги, зашто таква е повелбата на неговото величество. И додека Аладин да си дојде на себе, неколкумина војници му префрлиле преку рамот тешки окови, во кој му ја оковале едната нога и едната рака. Така навреден и понижен влегол султановиот зет во градот, а од сите страни кон него почнал да се стрчнува многоброен народ. Луѓето разбрале дека нивниот љубимец е осуден на смрт и во настап на општа вознемиреност, од сите страни се слушала заканувачка врева. Некои од нив се впуштиле да бараат оружје, додека други почнале камења да фрлаат по војниците. Исплашена од тој општонароден револт, стражата побрзала да го одведе Аладин во дворецот, каде што султанот и сите дворјани го очекувале извршувањето на смртната казна. Токму кога челатот го извадил мечот од ножницата и се приготвил да го обезглави несрекниот младич,
Великиот везир преку прозорецот ја догледал разгневената толпа народ, која со сите сили настојувала да навлезе во дворецот и веќе ги кршеле вратите. "Почекај! Запри!" му викнал тој на джелатот и свртувајќи се кон султанот рекол: "Господаре, помилувај го злосторникот, зашто народот веќе навлегува во дворецов и се заканува сите да не уништи." "Кој се осмелува да влезе без моје одобрување во дворецов?" се спротивставил се моќниот падишах, но кога го видел на доаѓањето на толпите народ, веднаш се смирил и заповедал да се ослободи окованиот принц. Народот се смирил и почнал да се разотидува. Тогаш Аладин се доближил до султанот и го прашал: "Господаре, какво зло сум ти сторил па сакаше да ме погубиш?" Водачот на правоверните покажал кон отворениот прозорец и налутено одговорил: "Погледни надвор и кажи ми, каде ти е новиот дворец?" Аладин погледнал низ прозорецот и се скаменил кога видел дека дворецот исчезнал. "Зошто молчиш?" прекорно му рекол султанот. "Кажи, што станало со дворецот и каде е ќерка ми Бадрулбудура?" "Се колнам во Аллаха дека не е моја вината за исчезнувањето на дворецот и на Бадрулбудура," се правдал Аладин. "Но дозволи ми да те уверам дека ако во текот на 40 дена не ја доведам принцезата, сам ќе се јавам кај джелатот и ќе го натерам да ми ја пресече главата." "Добро," се согласил султанот. "Но запомни, ако ме излажеш, ништо нема да те спаси." Аладин се приготвил за пат и тргнал да ја бара исчезнатата Бадрулбудура, но дните одминувале, а од принцезата немало ни трага. Една вечер, кога стигнал очаен до брегот на една голема река, младичот решил да се фрли во нејзините бујни води и да му стави крај на својот многостраден живот. Но пред да умре, тој се приготвил да побара прошка од всемилостивиот Аллах и си ги скрстил рацете за молитва. Во тој миг, како некогаш во подземјето, случајно го притиснал златниот прстен што му го дал магесникот и пред него се јавил духот на прстенот. "Што сакаш?" го прашал духот. Аладин го препознал својот поранешен спасител и сиот растреперен од возбуда извикал: "Ти се молам, помогни ми и пренеси го мојот исчезнат дворец на поранешното место." "Немој сум да го сторам тоа," одговорил духот. "Јас сум роб само на прстенов, а твојот дворец е во власта на друга сила, која е роб на волшебната ламба." "Тогаш, однеси ме таму каде што се наоѓа сега дворецот и остави ме под прозорецот на жена ми Бадрулбудура." Духот на прстенот го кренал Аладин и го пренел дури во Африка. Го спуштил пред неговиот собствен дворец и го оставил под разлистени дрвја каде што младичот заспал и цела ноќ ја поминал во длабок сон. Рано утредента Аладин се разбудил од цвркотот на птиците со необична леснина во градите. Тој предполагал дека наскоро ќе ја види прекрасната Бадрулбудура и навистина помалку една од робинките на принцезата го догледала принцот од прозорецот и вмиг се стрчнала да ја соопшти радосната вест на својата господарка. За да не го открие магесникот, Аладин го внеле во дворецот низ една тајна врата и по неколку минути тој се нашол во прегратките на својата сакана жена. Презадоволни и срекни што судбината одново ги собрала сопружниците со нестрпливост, сакале да разберат што се случило додека биле разделени. Аладин бил сигурен дека дворецот е пренесен со помош на волшебната ламба и затоа ја прашал жена си: "Каде е ламбата што ја оставив на таванот кога тргнав на лов?"
Со својствената наивност, Бадрулбудура му раскажала како во нивниот град се појавил некој си скитник кој менувал нови ламби за стари, потоа како таа се сетила за старата и непотребна ламба на таванот и како нарачала да му ја дадат на непознатиот за да добијат во размена за неа нова. По разменувањето, скитникот се изгубил од очите на принцезата, но таа одново го видела откако дворецот бил пренесен во Африка и продолжувала да го гледа секој ден. Зар ние се наоѓаме во Африка? Се изненадил Аладин. Сега се ми е јасно. Ние сме жртви на африканскиот магесник и за несреќата што не снајде сум виновен самиот јас, зашто требаше да ја чувам волшебната ламба како зениците во очите. Откако помислил малку, Аладин прашал. Ти не знаеш ли каде е сега таа ламба? Магесникот ја крие в пазува и не се одделува од неа, рекла принцезата. А, како се однесува тој спрема тебе? По цел ден ме убедува да му станам жена, зашто ти си бил загинат, но ја знаев дека ти си жив и дека ќе дојдеш да ме спасиш. Да, јас ќе те ослободам од тој ѕвер, но за тоа ќе ми биде потребна и твојата помош. А сега, нарачај на некој од твоите робинки да се вртка околу тајната врата за да ми отвори кога ќе тропнам. Откако го рекол тоа, Аладин отишел в чаршија и тргнал од дуќан во дуќан да бара некаков прав, многу силен отров. Долго обиколувал тој и одел од дуќан во дуќан додека најпосле не го нашол бараниот отров, давајќи му на трговецот цел грст жолтици. Кон пладне Аладин наминал во една гостилница за да касне нешто, бидејќи бил многу изгладнет, а потоа одново се вовлекол во дворецот и тропнал на тајната врата. Робинката го пуштила да влезе и го одвела кај Бадрулбудура. Еве што смислив, и рекол Аладин. Кога африканскиот магесник ќе дојде кај тебе и ќе почне да те убедува да му станеш жена, ти ќе се престориш дека го прифаќаш неговиот предлог и ќе го поканиш да ручате заедно. Штом ќе седнете на трапезата, ти ќе дофрлиш дека многу го сакаш африканското вино. Магесникот ќе стане да го донесе пијалокот што си го побарала, а тогаш ти ќе ставиш во твојата чаша еве од овој прав. Кога ќе се врати тој во собата, ќе го поземеш од неговите раце садот и сама ќе налееш од виното прво во твојата, после во неговата чаша. Потоа ќе кажеш дека обичајот налага да ги размените чашите. Можеш да бидеш сигурна дека штом ќе го испие виното, магесникот ќе биде смртно покосен, а ние ќе се спасиме. Не поднесувајќи го и самата злобниот волшебник, Бадрулбудура се согласила да го исполни Аладиновиот совет, се променила во најблескавата облека и така приготвена седнала на диванот, чекајќи го омразениот гостин. Во определеното време магесникот навистина се јавил и бил изненаден од несекојдневниот однос на принцезата која љубезно го пресретнала и дури прелюбезно го поканила да седне. Не чуди се на мојава измена, рекла таа. По долго размислување се убедив дека маш ми навистина е загинат и веќе немам од кого да чекам поддршка во животот. Тогаш, согласна ли си да се ожениш за мене? Нестрпливо ја прашал магесникот. Да, одговорила принцезата. Во знак на мојата согласност, јас те поканувам да бидеш гостин на мојата трпеза. Откако робинките ја приготвиле трпезата со најодбрани јадења и пијалоци и ставиле во секој прибор по една златна чаша, африканскиот магесник и Бадрулбудура седнале еден спроти друг. Тогаш принцезата рекла. Некогаш во дворецот на татко ми некој имаше донесено вино од Африка и до ден денес не сум го заборавила неговиот мирис и вкус. Дали може да се најде малку од тоа вино? Како да не може? Извикал магесникот и скокнал од трпезата.
Јас имам 5 буриња од истото вино и еве сега ќе ти донесам да го пробаш. И волшебникот бргу излегол од собата, а принцесата вмиг го исипала сиот прав што го дал Аладин во својата чаша. Наскоро магесникот се вратил со полн бокал крваво црвено вино и посегнал да го стави бокалот на трпезата. Но Бадрулбудура го позела бокалот од неговата рака и ги наполнила чашите со искрестата течност, велејки му: Во мојата татковина постои обичај да се разменуваат чашите кога двајца си пожелуваат среќа. При тие зборови таа му ја подала својата чаша, а ја зела неговата и ја принела кон своите усни. Магесникот на еден здив ја искапил подадената чаша и веднаш се струполил мртов на мекиот килим. Тогаш робинките се стрчале и го викнале Аладин, кој чекал крај тајната врата. Тој веднаш се нашол во собата на жена си и откако го здогледал мртвиот магесник, ја замолил принцезата да излезе за малку надвор. Што му останал насамо со мртовецот, Аладин му ја извлекол ламбата од пазувата и го викнал духот исто како и порано. Веднаш крени го дворецот и пренеси го на неговото старо место во Кина, заповедал тој кога се јавил духот пред него. Дворецот се кренал неусетно во облаците и по неколку минути се нашол на своето старо место во Кина. Еве не пак во нашата сакана татковина, воздивнал Аладин со олеснување и ја одвел жена си во спалната, за да си почнат попреживеаните маки и премрежија. Изутрината, кога стариот султан зирнал низ прозорецот од својата соба и видел дека Аладиновиот дворец пак се извишува достоинствено на старото место, за малку не припаднал од страв и радост. Со растреперено срце од возбуда, султанот се јавил кај својата сакана ќерка, која веќе ја сметал за изгубена. Ја стиснал в прегратки и заплакал од среќа. Кажи ми, мила ќерко, што значат сиве овие чуда? Прошепотил тој низ солзи. Принцезата му раскажала се од почеток до крај, не заборавајќи да нагласи дека животот му го должи само на својот мил сопруг кој ја ослободил од лапите на бездушниот магесник. Откако ги ислушал незините чудни доживувања, потресениот татко се свртел кон Аладин и виновно рекол: Прости ми, синко, што се однесов толку жестоко спрема тебе и незаслужено те огорчив. Но ти не можеше да постапиш поинаку, зашто и за тебе Бадрулбудура е поскапа од се на светов, успокоил неговиот великодушен зет. Потоа Аладин го одвел султанот на горниот кат од дворецот и му го покажал мртвиот магесник кој се уште лежел на подот со лице искривено од злоба. Така и му треба на тој злосторник, со одобрување рекол стариот падишах, а зет му им заповедал на своите слуги да го исфрлат трупот на магесникот надвор од градот, за да го растргнат таму диви зверови. Овде приказнава би можела да заврши, ако на Аладин и на прекрасната Бадрулбудура не им било определено од судбината да доживеат уште едно премрежие. Африканскиот магесник имал помал брат што се викал Меджнун и со кого ретко се гледал. Браќата живееле разделено во различни краишта на светот, но тоа не им пречело да си помагаат еден на друг кога ќе станало потребно. Од време на време тие со гатање дознавале кој кај се наоѓа и што прави. Еден ден, кога гатал за да разбере нешто за брата си, Меджнун со ужас открил дека брат му е мртов и дека виновникот за неговата смрт е султановиот зет Аладин кој живеел во Кина. Обземен од нескротлив гнев, Меджнун решил да му се одмазди на убиецот и без да се задржува тргнал на пат. По неколку дни стигнал во градот на Аладин и решил со итрина да продре во неговиот дворец. Еве како му успеало тоа.
На другиот крај од градот живеела сиромашната Зубејда, која народот ја почитувал како светица, зашто правела чуда и умеела да лекува од секакви болести. Кога излегувала на улица, многубројна толпа народ веднаш ја окружувала, барајки помош и благослов од неа. Шепотењето за оваа светица допрело и до ушите на братот на африканскиот магесник, па една ноќ тој начекал погоден случај и незабележено се вовлекол во незината куќа. Во тоа време Зубејда била клекната на една рогозина и ја упатувала својата молитва кон Всевишниот. И како што седела светицата во молитвен занес, Меџнун напрсти се доближил, одненадеж се фрлил врз неа и со сета сила ја стиснал за гуша. Откако ја задавил без таа да успее дури ни да викне, злосторникот ја соблекол и ја зел облеката, а телото ја го фрлил во бунарот што се наоѓал во дворот. Утредента, преслечен во облеката на Зубејда, магесникот тргнал низ улиците и почнал да го благословува народот кој се трупал околу него. Така тој стигнал до Аладиновиот дворец и Бадрулбудура го забележала од прозорецот на својата соба. Која е оваа жена и што сака народов од неа? Прашала принцезата една од своите слугинки. Тоа е светицата Зубејда која му дели на народот благослов и го лекува од секакви болести, одговорила слугинката. Бадрулбудура одамна имала слушнато за таа света жена и сега кога ја видела испратила да ја повикаат во дворецот. Со длабок поклон се појавил Меџнун пред султановата керка со штедри пожелувања за здравје и среќа. Ти благодарам, света мајко, за љубезните зборови. Аллах нека ги слушне твоите благослови, смирено рекла принцезата. Откако се расприкажале и поразговарале, Бадрулбудура ја поканила божемната светица да ја биде гостинка неколку дни. Потоа таа ја придружила да го разгледа дворецот и предложила да поживее во богато наредената соба за гости на горниот кат. Зубејда радосно ја прифатила поканата да остане неколку дни на гости и се допаднала предложената соба и рекла дека е се многу убаво, но само едно нешто недостигало. Што е тоа? Прашала Бадрулбудура. Собата ќе беше уште поубава ако во средината на таванот беше закачено јајце од птицата рока, рекла гостинката. Каква е таа птица? О, таа живее многу далеку и човек тешко може да ја види, одговорила светицата. Во главата на принцесата се всадила мислата за јајцето на чудната птица и вечерта, кога Зубејда се прибрала да спие, а Аладин се вратил од лов, Бадрулбудура му рекла: Можеш ли да пронедеш јајце од птицата рока, за да го украсиме со него таванот од гостинската соба? Без да ја праша жена си од каде и дошла таа чудна желба, Аладин отишол во својата соба, го викнал духот на волшебната ламба и му заповедал: Брзо донеси ми јајце од птицата рока и закачи го на таванот од гостинската соба. При тие зборови одненадеж треснал страшен гром и дворецот се растресол од темел како да го разнишал силен земјотрес. Несрекнику! Грмнал гласот на разгневениот дух. Нели ти се доста сите оние благодети со кои те надарив досега, па згора на се сакаш да го закачиш на тавани самиот моќен господар на волшебната ламба? Добро е што ти не си крив за таа безумна желба, инаку од твојот дворец не ќе останеше ни прав и сите вие ќе бевте мртви. Откако го изрекол тоа, духот му објаснил на Аладин дека во дворецот се вовлекол магесникот Меџнун, преслечен како светицата Зубејда, која тој минатата ноќ ја задавил и ја фрлил в бунар.
пастухот му рекол уште дека магесникот Меджнун дошол да се одмазди за смртта на брата си и да го отепа Аладин и сите негови блиски. Аладин одвај се созел од тоа неочекувано и страшно премрежие и кога кај него влегла Бадрулбудура, тој рекол: Ти се молам, викни ја бајачката Зубејда за да ми побаја, инаку главата ќе ми прсне од болки. Султановата керка испратила да ја повикаат гостинката. По малку време, братот на африканскиот магесник се појавил преслечен во облеката на покојната светица. Побај ми малку за здравје, рекол Аладин и се престорил дека умира од главоболка. Меджнун се приближил и посегнал да извади нож, но Аладин го испреварил, го грабнал за рака и во истиот миг со сета сила му го забил во срцето својот остар дамаски нож. Што стори безумнику? Зошто ја отепа кудрата Зубејда? Ужасната извикнала Бадрулбудура. Тоа не е Зубејда, туку братот на африканскиот магесник кој беше дојден за да не уништи, одговорил Аладин и го открил заболеното лице со фередже на мртвиот волшебник. Со ова последно премрежие се свршиле сите неволи и беди и од тој ден наваму Аладин и Бадрулбудура заживеале среќно и спокојно, обкружени со многубројна челад. Кога умрел стариот султан, на престолот се качил неговиот достоен зет Аладин. Така Аладин долги години го управувал царството со помош на волшебната ламба, а народот го сакал и почитувал поради неговата мудрост, благородство и справедливост. Ви благодариме што останавте со нас до крајот на оваа аудиокнига. Доколку ви се допадна, ве покануваме да се претплатите на каналот, бесплатно е, а вашата поддршка навистина многу ни значи. Во описот на видеото ќе најдете плейлисти со уште аудиокниги на каналот Гласот на книгата и продолжете со слушање. Пријатно до следната приказна.